Дамјан, можеш да го споделиш. You can share it if you like. It is live now. Добро, почитувани слушатели, уште еднаш и вие ФБ пријатели, кои ја следите македонската радио програма. Денес ќе зборуваме со архимандритот отец Гаврил Галев од манастирот Свети Климент Охридски од Кинглейк овде во Мелбурн по повод страсната седмица. Отец, добар ден и навистина задоволство е да бидете во нашето студио. Добре ден, благодарам за поканата и со така може задоволство да бидам секојаш тука и за македонскиот народ. Така, вашето присуство секогаш предизвикува внимание кај нашите слушатели, а исто така и оние кои не следат по социјалните мрежи. Убаво е сега да ни ги објасните 7 дена пред Христовото распнување, распетие. Меѓутоа, пред тоа сметав дека имам едно соопштение што е можне важно по повод ова загубата, големата загуба во Кочани. Нели имаме сега 61, 2, 3 починати и имавте соопштение за тоа од македонската заедница од општината за Мелбурн и Викторија. За жал многу немил настан кој што на некој начин и сите сме инволвирани и виновни за тоа. Затоа што за наша неодговорност, посебно на возрастните, значи не страда нашите најмлади. И тоа треба да не биде голема порака, голем поттик, за да можеме да се освестиме накаде одеме. Затоа што значи еднината е фактички оноа кој што ние се стремеме, ако ја загубиме еднината, значи се губиме тотално по се. И секоја загубена душа е нели тешко да се најде утешни зборови за да се утешат оние кои што страдат, особено најблиските на починатите и на повредените, и нив треба да ги спомне во овој случај затоа што тие последици ќе останат на некој до крајот на животот, и физички и психички. И затоа треба да се сплотеме и да помогнеме. Пред се со молитва, со дела, и финансиски. И затоа ние од нашата епархија одлучивме самата епархија да донира известна сума на пари. Исто така и сите црковни општини кои што членуваат, кои што се дел од епархијата, Австралиско-Сиднеска епархија, под духовно раководство на нашиот блажен архиепископ Стефан. И исто така, сега за великденските празници ги повикам сите добронамерни македонци, ќе бидат поставени штандови во кои што ќе се собира донација за овие настрадани наши млади луѓе и семејства, и кои што ќе бидат испратени директно до нив и распоредени правилно на секој според потребите. Добро. Благодарам многу за информацијата. Се надевам. Македонската заедница секако дека е активна. На повеќе места се собираат финансиски средства
и секој на свој начин ги испраќаат во Република Македонија, што од нас најмалку зависи да им даваме инструкции како и каде треба да ги испратат. Веројатно, веста, таа е страшна вест и сите имаат разбрано онака како што треба. Ајде да продолжиме со интервјуто околу Страсната седмица, последните 7 дена од Христовото распетие. Најнапред предлагам да започнеме со саботата, Лазарова сабота. Да, па како што претходниот пат кога бевме зборувавме за големиот великденски пост, дека се состои од 40 дена пост и плюс на тој 40-дневен пост е додадена и страдалната, односно страсната седмица, во која што се спомнуваат, се опишуваат и тоа фактички ние на еден емотивно и благодатен начин соучествуваме во последните денови, страдални денови на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој дојде за нас, за да подигне паднатиот човек од состојбата во која што беше и да му возможи да се крене, да си го изобрази образот Божи во нас и да можеме и ние заедно со него да го доживееме и воскресението и животот во Царството Небесно, кој што еден ден сите нели ќе заминеме натака. Ова недела е веќе почната Страсната недела, меѓутоа добро е да се спомнати претходните 2 недела кои што се увертира вовед во таа Страсна недела, а тоа е прво Лазаровото воскресение, кој што се преку кое што... А кој бил Лазар? Лазар бил еден од последователите на Исус Христос, уште во тоа време, и тие се нели и познавале. Меѓутоа, Господ, како Бог, ја знае состојбата негова и намерно, да речеме, тој допуштил да се случи неговата смрт, затоа што на тој начин, знаејќи и верата на него и на нивното семејство, дека тие со воскресението негово ќе го навести и своето воскресение. Воскресението Лазарево е во поинаков карактер, затоа што него Бог го воскреснал и тоа 4 дена, за разлика од Христовото воскресение, кој што на 3-тиот ден и кој што самиот Бог како безгрешен, како свет, како се цар, како Бог со својата сила, нели и воскреснал во 3-ти ден според писмото и на тој начин ни го отвори сето воскресението на сите нас после него. Телото на Лазар веќе било распаднато или се распаѓало? Почнало да мириса, така пишува, нели? Според физиката, нели, на човекот по смртта почнува, меѓутоа, нели, Господ знае дека, како што самиот вели во својата молитва, дека Отецот секогаш ќе го слуша и затоа, нели, тој не се посомневал, односно бил упорен кога луѓето му рекле дека мириса, дека тоа мирисање всушност не е распадно. Погласно малку, отец. И дека нели е за слава Божја. Наредниот ден веќе е цветници. Тоа е можно интересно за цветници. Исус Христос влегува во Ерусалим, го пречекуваат евреите со цвејкина, односно неговите луѓе го причекуваат на многу еден убав и свечен начин. Меѓутоа, после ќе кажете за тоа, сакам овде да прашам едно подпрашање. Зошто евреите никогаш не го прифатија Исус Христос, знаејќи дека е нивни човек? Еве и ден денес. Добро прашање, не е само евреите, тука на некој начин целото човештво преку нив го има отфрлено Христос и ден денеска го отфрля. На кој начин? Првата и основна слабост или првиот грев на човекот е гордоста, суетата, високото мислење самиот себе. И многумина не обрнува внимание на тој момент и дури за жал
и во школите, и во институциите, и во општото мнение, и кај нас во фамилиите гордост ја потекнуваме како добродетел. Меѓутоа, ќе видиме првиот пат, првиот греф е на сатаната. Тој бил безтелесен. Значи, ние најчесто знаеме да речеме само телесните гревови се гревови, други се гревови се ситни гревови. Меѓутоа, сатаната бил безтелесен, а паднал. Зашто? Затоа што се возгордел. Сака да биде поголем од Бог. Првиот пат во човештвото исто така ради суетата гордост. Затоа што сатаната ги излажел Адам и Ева дека ако пробат од плодот, тие ќе станат како богови. И затоа и паднале, затоа сгрешиле, затоа и човештвото го турнале во тоа и затоа и да речеме Христос требаше да дојде да пострада и да биде распнат и по третиот ден да воскресне. Така и во ден денеска така, кога ние ќе прифатиме гордоста како начин на живење. Тоа гордоста била кај евреите, затоа го отфрлиле? Пред се кај евреите, затоа што тие... Или кај нивното свештенство? Па види сега, како велат, рибата смрди од главата. Значи, тие биле водачите на народот и кога ќе видиме историски, значи, кога Христос влегува во Ерусалим, тие од народот бил пречекан. Меѓутоа, после тие го преиначуваат и ги пренасмеруваат да викаат распни го. Почетокот викале Осана, благословен е кој името на Господа, а после викаат распни го. Меѓутоа, поентата е во тоа што тие како изборен народ, како што народ кој што Бог пред се тие го избрале Бога да биде да чуват вистинската вера, да го имат вистинскиот Бог како Бог, и тие тргнале во погрешен насока со тоа што загубувајќи поранешните историски позиции на власт, на сила, и наоѓајќи се во таа падната состојба и на робство, телесно робство од римјаните, тие очекувале дека царот, нивни, кој ќе дојде со сила, ќе дојде и ќе ги со меч, со власт и ќе го воспостави повторно нивното царство. Тоа дури апостолите и тие се уште додека Христос не воскресил и не били просветлени од Светиот Дух, тие се уште се бунеле. Се спомнува делот апостолски, кога Христос требаше да замене, го прашуваат дали е тоа овој момент кога ти го воспоставаш царството. Меѓутоа царството Божјо, како што подоцна и на самиот Пилат Христос му објаснува, не е од овој век. Царството Божјо од идниот век, во вечност. Кај што владее поинаков закон. Ако тука владее законот на силата, на гордост, на повредувањето меѓу себе, затоа и тие не го познаат, затоа што Христос дојде смирен, дојде со љубов, дојде не со меч, туку со крст. И тоа е нашето христијанско обележие, тоа е нашето христијанско вистинско оружје со кое што ние треба да се бореме. Со смирение, со љубов, со крст, и на тој начин ќе го добиеме и Бога, ќе го добиеме, ќе си ги спасиме душите и своите ближни. Да се вратиме на цветници, збор 2 повеќе за цветници. Да, цветници веќе спомнавме, тоа е фактички веќе Цветници е од цветови или? Фактички тоа е празникот на палмови гралничинга, во кој што порано, царевите кога ќе влегуваат триумфално после победата, после некој триумф во престолнината, влегуваат и фрлаат луѓето околу нив, околу црквата, палмови гранчиња со сила, мислам покажување на чест, на власт, на почет. Сега, кај нас во Македонија нема палми, тука има, затоа го викаме ние по-англиски Palm Sunday, ние фрламе цвекиња и врбови гранчиња, затоа се вика и врбници исто така во нашите краишта. И тоа е знак на почет како дочекување на царот на славата. Така, значи од таму доаѓа името Цветници. Да. И што се случи на Цветници? Што повеќе ќе ни откриете нешто повеќе или толку е за сега? Па за
во интерес на времето, мислам дека е доволно, а поентата е во тоа што Господ тогаш прво јасно веќе предскажа, додека почна да проповеда дека Христос ќе пострада и дека тој иде на доброволно страдание, за кое што свесно тоа го прифаќа, доброволно, и тоа се тешки моменти за човештвото, па и тој како човек, бидејќи Христос и Бого човек, потпун човек и потпун Бог, а ја има нели претходна после тоа молитвата на Гецименската градина, која што се молила на Бог да му даде сила да одмине таа чаша, така нарека, меѓутоа потоа кога веќе значи нема според советот на Света Тројца, кој што единствен начин на човекот да се извлече од гревот е да го победи гревот со смрт, да се извлече од смртта, да го победи преку да доживее смртта. И затоа и тропарот на Великден се вели и со смртта, смртта е победи. И нони во гробовите живот е Им да подари. подари. Да. Добро, тоа е значи до неделата. Сега вчера беше понеделник, денес вторник и среда. Што се случува во животот на Исус Христос? Па сега ова недела, како што рековме, се вика страстна недела или страдална, страст на црковнословенски, на старомакедонски, значи страдание, и во неа Господ веќе иде на тие страданија. Богослужбениот циклус во оваа недела е што се зајакнат и збогатен и се читат повеќе евангелие, повеќе евангелски настани, во кои што се пред се спомнува за падот на човештвото и се спомнува за дека ние како грешни луѓе, како луѓе кои што подложни на искушение, треба да бидеме будни за нашите души. И дека треба да го следиме Христос, кој што доброволно иде на страдание. Во понеделник се спомнува споменот на старозаветниот Јосиф, кој што е праслика на Исус Христос, кој што своите браќа го предали. И подоцна пак се установило дека тој ги спасил нив од глад, од помор, викајќи ги во Египет. А Јосиф од својата добронамерност, со својата добрина, пак и простир, потполно и простир, како што и Христос нас ни простува заради нашите греови и грешки. И се спомнува евангелскиот насел со смоквата, во кој што кога влегувале тие во Иерусалим, виделе на смоква многу раскошна, убава, зелена. Кога Исус сакал да проба од смоквата се утеши, а смоквата немала плод. Тоа е лицемерноста на нас луѓето. Ние знаеме да се удираме во гради, да кажуваме колку сме добри луѓе или големи христијани, меѓутоа делата наши покажуваат дека немаме плод. И затоа Господ е прокол на смоквата, да даде пример, дека сите ние успешноста, зборам по духовниот живот, е не во зборовите, туку во делата. И затоа ние треба да бидеме, да се покајаме и да покажеме вистинска вера преку нашите дела. Што се случи со смоквата? Ја исуше. Значи, преку кога веќе се враќаа тие, видел дека смоквата е исушена. Значи, тоа е чудо. Најчесто Христос нели оздравува или излекува и облагодатува, меѓутоа овој пат се случи обратно. Тоа е само за да покаже каков ќе биде нашиот живот ако ние да покажеме добри дела. Веќе во следниот ден, вторник, да се спомнува настанот, евангелскиот настан за мудрите и за лудите девици, кои што ти биле девици, што значи дека имале добродетели, еве ќе речеме во според денешниот речник и постели, се молеле, меѓутоа немале дела на милост, немале дела на добри дела, да бидат милостиви, да помагаат, да бидат да сожалуваат, да утешуваат и така натака. И заради тоа петте девојки, тоа се спомнува според нас, нели тие биле го чекале младоженецот кој што е Христос во овој случај, да дојде и кога
Христос се забавил, младоженец се забавил, едните од нив сите имале светилки, нели тогаш порано светилките со масло, и едните кои што си имале со себе масло и светели, и го пречекале. Меѓутоа, затоа се викаат мудри, а другите се нарекуваат дури и луди, затоа што не зеле со себе масло, кога се забавил младоженецот нивните светилки, а изгаснали, не го дочекали. Кога тропнале на вратата, ги чуле најстрашните збори: "Отец од мене не ме познава." Тоа е тоа, и ние во нашиот живот не можеме да се нарекуваме христијани ако ние немаме добри дела, ако не покажуваме милост, ако не покажуваме радост, не простуваме дори. Значи сето тоа се добри дела, и тоа затоа го и вели: одете кај трговците. Трговците се сите оние кои што имаат потреба од нас. На сиромасите да ги помогнеме, на болните да ги посетеме, на нажалените да ги утешиме, и на тој начин всушност тоа е тоа, тргуваме, спечелуваме масло. Да ве прашам, зошто младоженец кога не е женет? Исус Христос не бил женет. Не, види, ова прашање не е баш, како да кажам, меѓутоа, сегогаш, значи, најзначената личност, целиот наш живот, особено да речеме, се споредува како еден празник, кога е во врска со Христос, со Бог. И затоа најзначената личност е младоженецот. И според тоа и Исус се нарекува младоженец, а пак црквата негова невеста. Тоа може да го збориме во други предики кои што... Добро, сепак не сум знаел дека е така. Затоа добро ќе зборуваме и за она што сакав да ве прашам за апостол Павле, дали ќе зборуваме кога ќе дојде Свети Петровден и Павловден, тогаш да направиме една емисија. Почитувани слушатели, на Петровден или пред Петровден или Павловден ќе направиме уште една емисија за христијанството од Македонија, или пак кои се од апостолите и светците поминале низ Македонија. Добро, отец, одиме понатаму за среда, утре. За среда се спомнува најчесто црковната химнографија е базирана на настанот на блудницата која што ги помазала нозите Христови и ги измила со своите коси и солзи, а од друга страна пак и Јуда кој што бил со Христос, тој пошол и го предал за 30 сребреници. И исто така и ова настане повторно за делата наши и нашата слобода која што потекнуваат тие дела. Значи, Бог на човекот му дава слобода, во кој што ние таа слобода можеме да употребиме, за жал можеме и да употребиме. И тука се тие, она кој што многу луѓе ќе рече, зошто, ако Бог постои, зошто се тие страданија? Во тоа е затоа што Бог е Бог толерантен, ќе речеме, Бог на љубовта, и љубовта се покажува по слободата. Ако некому нешто забрануваш, ако нешто некој му пречеш, значи ти на некој начин ја покажуваш целата почет, целата љубов. А Бог кој сака своето творение. И затоа и ни дава можност ние до крајот на животот да можеме да се покаеме, како ова блудница, а не да Боже пак и да си го сменеме животот на лошо, затоа што да речеме постојат и тоа, некои ќе речат, па јас правам добро, ама се случува лошо. Значи, ние во никој случај не треба да се посомневаме и во никој случај не треба да се покаеме и да престанеме да правиме добро. Господ, може би за мене, за тебе, за некој човек тука на земјата кој што не е толку битен, тие дела нема да се значени, меѓутоа за Бога се значени. И на крајот Бог останува кога ќе се представиме од овој свет, да се сретнеме со Него лице во лице, и Господ тогаш тие дела ќе ни ги врате назад како основа за вечен живот, за спасение. Затоа секогаш да правиме добри дела и да не се сумневаме во Неговата добрина. Четврток, 12 страдални евангелија. Се палат тие 12 свети, јас како што знам, и се гаснат една по една, сакам да ги објасните тие. Литургија на Паската.
И тоа е во Стариот Завет, значи таа Паска, Паска значи премин, во кој што претходно спомнавме дали евреите да се спасат после во Египет и таму били заробени подоцна. И Египет се смета како место за гревот, за изгнанство и затоа подоцна тој ги повикува, нели евреите поменуваат преку Црвеното море, Мојсей поменувајќи ги, нели го разделувајќи го морето на средина, да, и тие поминува. Тоа е прасликата за новиот и стариот завет. И сега и тоа е потоа пак, нели, кога после египјаните по нив биле потопени, тоа е и нашите греови. Значи ние треба се покаеме, да помине преку бањата на крштенијето, водата, и подоцна, нели, Господ за тоа ја воспостанува Евхаристијата, причеста, како најзначајно одбележие на христијанството. И ни го дава, нели, неговото тело и храна за наше питие и јадење, за да ние, нели, кој јаде од ово тело, пие од ова крв, ќе има живот вечен. И затоа ние потребно е да се причестуваме спремно, достојно да речем, на секоја света литургија, претходно подготувајќи се со пост, со молитва, со исповед, со добри дела, и за да го имаме Христос во нас, затоа што на тој начин всушност ја добиваме ние бесмртноста и со вечноста со Христос. Отец, пред тоа да се случи, жртви се поднесувале луѓе или пак јагнина или некои други работи наместо телото Христово. Значи, луѓе, тоа е веќе кај паганите тие и незнаборците тие. Меѓутоа, те јагне или во грлици се принесувале онамо кај што немало. Тоа се дарови кои што во Стариот Завет го одбележуваат почитувањето и приносот кон Бога, меѓутоа, како што реков, вистинската жртва, која што тие се стари несовршени жртви. Затоа се принесуваат од време на време. Меѓутоа Христос една за секога се принесува и затоа веќе после тоа нема принесување на жртви на јагниња или какви од животинско потекло, и затоа во овој случај, добро прашање, курбанот не е христијанска работа и е против христијанството. На тој начин ние ја омалажуваме самата жртва Христова која што Христос ја дал на со својата крв на крстот. Да одиме понатаму, петок. Претходно спомнувајќи ги страдалните евангелија, всушност тоа е богослужба, утрена богослужба за петок, поместена е во четврток навечер да се служи, за да можат, нели, луѓето да помасовно да идат на црква, во кој што се читат 12 страдални евангелија, во кој што се опишува и трагедијата на човештвото, од кој што човештвото паѓа во заробено со страстите од гревот, и некои што се читат пред се пораќите што Христос и ги дава на луѓето, а тоа е да се сакаме, да се почитуваме, да имаме смирение меѓу себе, да се молеме, не го дава името Христово, таа значајна молитва, кратка Исусова молитва, наречена Господи Исе Христе, помилуј ме грешник, кој што може во секој време да се кажува. И потоа се опишуваат настаните на страданието Христово, како се случуваат историски поред, во кој што се предава Христос, па бива суден, потоа бива исмеван, биен и распнат во 9 час, и кој што под крстото стануваат само неговата мајка, Преседа Богородица и наша мајка, Свети Јован Крстител, жените и мириносици, сите други се острав се разбегаа. И тоа е всушност велики петок кој што утредента се изнесува и крстот на средината од храмот, и кој што ние се поклонуваме, и најчесто и великденските јајци традиционално се вапсат во четвртик и после се стават пред крстот како наш дар, скромен тоа дар и обележување на воскресението Христово.
а подоцна вечерта пак веќе е оплакувањето на Христос. Тоа е петок навечер. Да, петок навечер и тоа е всушност службата за Велика сабота, односно саботна утрена во која што Тоа е познато како плачот на Мајката Пресвета Божја. Богородица, да, напишено од познатиот теолог Свети Симеон, и кој што трогателно и емотивно не подсетува на нашето злодело, човечко злодело кој што ние му го пренесовме на оној кој што не создал, на Бог. Се вели дури толку е лошо, толку е незавидно што и дури демоните не го распнали Христос, току ние како луѓе сме го распнали, пак Христос, односно Бог не створи по негов образ и подобие, за да бидеме слични на него, да не направи богови по благодат, не по суштина, а пак ние гледаш како си му вратил. Меѓутоа спомнав, љубовта Христова е неизмерна, затоа тој ги распна двете раци широко да ги приме во своите прегрки сите луѓе од крајот, од едниот крај на другиот крај на Вселената, дури историски од почетокот до секој што ќе се роди до крајот на вековите. Добро, крстот е некако во тоа време најтешката казна од евреите или Не евреите, значи таа е римска казна на римјаните? На римјаните, на Римското царство, и најчесто таа била казна со која што ако сакаме некого да подценеме, да навредиме, да понижиме, и на најголемите злосторници биле раснувани на крст. И сега гледате, да речеме, евреите во тоа време, ќе речеме и човештвото, па и ние да сме биле, за жал, ние ќе сме били од тие што велиме распни го, затоа што, како што рекол, за да го приеме Христос треба да има подготовка, како што апостолите, кога Христос со еден збор е рекол: "Подите по мене, врвите по мене", тие оставиле се, и мајка, и татко, и сето богатство, се продаде. Меѓутоа, малкумина се тие кои што може тоа да го направат, и затоа зборам не само евреите, целото човештво е тие кои што учествува во раснувањето на Христос. И затоа па Христос и толку многу се понижил сами од себе што до крајот, до последниот том. И затоа е, да речеме, и неговата победа била целосна, потполна. И на тој начин, всушност, кога ѓаволот се израдува дека конечно се ослободил од неговиот неголем непријател Христос, всушност тогаш го претрпел неголемиот свој пораз. Тогаш бил уништен. А кој открива дека Исус Христос е воскреснат? Па самиот он се објавува. Жените мироносици, повторно ќе кажам, ние мажите често знаеме да се нарекуваме храбри, силни и вака. Меѓутоа, жените покажуваат на некој начин поголема храброст со тоа што додека сите други се криеле, не знаејќи што се случило после распнувањето Христово, жените и мироносице, после рано наутро, тие бидејќи тој ден бил петок, распнувањето, меѓутоа сабота било погребението, а сабота е нели свет ден за посебно таа сабота, и никој не смее да се движи. Тие, за да не прекршат законот саботата, тие дочекале да се съмне, така речено, да рани мугре наутро, за да појдат да го поможе да извршат погребните обреди во тоа време. Меѓутоа, кога дошле, виделе сосем поинека слика. Гробот Христос бил во карпа и бил запечатен, бил со голем камен затворен, и заради страв на евреите, дека, нели, како што самите викаат и после римјаните, рекле, овој измамник велеше дека ќе воскресне, дај запечатете го гробот. И тие го запечатуваат, и затоа ден денеска во тој спомен во Ерусалим, кога патриархот Ерусалимски влегува во гробот, се става печат на гробот, и секоја година на Велика сабота се случува тоа чудото на благодатниот оган. Од небото, од никаде, се запалуваат свеќите на патриархот, и преку тие свеќи потоа се запалуваат и другите свеќи,
И во почетокот тие свеќи, тај пламен нема вештество, нема материјален облик, можеш да не горе. Не согорува, така речеме. И затоа и бил ни запечатен. Меѓутоа кога дошле жените и мироносиците, го виделе каменот тргнат од гробот. А кога веќе тргнале тие, рекле кој ќе ни го одвале каменот, затоа што тие како жени Не можат. Не можат. Меѓутоа тука ангелот Господ го сторува тоа, за да покаже дека Христос, дека гробот е празен. Само покривките стоеле таму и тоа е всушност објавувањето на Христовото воскресение. Тоа е великата сабота во која што Господ И тоа е спасението на човечкиот живот. Да, и тоа е иконата на човештвото. Апсолутно. Тоа е иконата на воскресението Христово кој што гледаме ние. Христос со двете раци ги држи пред се Адам и Ева и другите ги креваат раците кои што го очекувале, зашто се до тој момент сите луѓе заменувале во адот. Рајот не бил отворен. Пеколот. Да, пеколот. И Христос ги крше, ги гледаме тие пранги, тие катанци скршени, разбиени, ѓаволот наташен, Господ и тоа е всушност вистинското воскресение Христово, затоа што тој во тој ден, во саботата, гробот бил празен, меѓутоа бил во адот да и проповеда за себе и секој што го чекува, што ќе поверува дека е Христос, да го спасе, да го внесе во рајот. Кај што нели прв го внесува разбойник на крст. Отец, тука доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма и за се ова ви благодарам што ја информиравте Македонската заедница и да ни е за многу години Великден, да ни е за големиот многу празник. години, како што реков, да си го дочекаме достоинствено како вистински христијани, како вистински луѓе македонци кои што од секогаш Великден е бил најзначаен ден. Баш денеска ми се јави еден млад човек и ми рече ајде среќна нова година. Всушност тоа е нашата нова година, воскресението. По воскресението започнуваме нова година, така да и ова воскресение да биде нова година за нас, за нови успеси во духовниот живот, за повеќе слога, за повеќе љубов, за разбирање, почитување и да си го приеме Христос во нашите срца, во нашите домови и светлината Христова која што пламена да носиме секогаш во нас, во нашите срци, да зрачиме и да луѓето како што да не бидеме како смоквата, туку напротив да имаме плодови и луѓето да не познаваат по тоа дека сме христијани. Добро, дојдовме до самиот крај, имаме уште една минута да одјавиме програмата. Уште еднаш јас ви благодарам многу и еве и јас ќе апелирам до Македонската заедница во четврток навечер, петок навечер, сабота навечер да бидеме во можеме храмовите да ги прочитаме тоа дека во четврток навечер во 7 попладне има читање на Евангелијата, петок не се служи литургија, има царски царствови, меѓутоа навечер во 7 повторно има оплакувањето на Христос и сабота наутро во недела, во сабота наутро по дом од 9 часот има литургија која што сите оние кои што не може дечињата се ги донесат вечерта, може да ги донесат да ги причистат во тој ден, а вечерта почнувајќи од 11:30 навечер ќе се подготвиме и да го дочекаме Христовото воскресение. За многу години да е. За многу години Христос воскресна. Вистина воскресна. Почитувани слушатели, до слушање од мене и од отец Гаврил и за многу години да ни се празниците, односно Великден. До слушање.